Вечерашниот соговорник е предприемач, огласник е, менаџер на позната кладилница и коосновач на фондацијата Македоника. Писател на неколку романи, од Тито, мојот последен херој, до мојата сирма, како посебно писание од литературната лабораторија на ЗОФ, како што му е надимакот на Зоран Спасов. Инспирациите ги наоѓа во архивите на Москва, тротоарите на Торонто до скопските улици. Зоран Спасов е градска урбана легенда и писател со скопскиот сленг и филантроп на најпродаваните тиражи на своите изданија. Добре дојдовте во емисијата. Да, одма ја сега да нема погрешна перцепција нели за мене. Значи прво не сум во кладилници, него тоа е IT компанија што работи софтвер. Ја во живот не сум влегол ни во кладилница, ни во казино. Значи одма тука да се оградам. Што има заедничко помеѓу последниот Тито, последниот ваш идол и Сирма Војвода? Она што е заедничко за Тито и за Сирма, тие се некои рол модели, едниот е нели вистински, што бил мој, да кажеме, сме живееле во исто време, сомносител, што Сирма е еден мит, можам да кажам слободно мит, не е само легенда, повеќе од легенда е, која што ете ме обземала во последниве години и како и сите мои книги во што сум ги имал напишано имаат повод и причина зашто ги пишувам, како одолжување спрема некого, спрема некое место, спрема некој настан, така и Сирма е едно одолжување кон Македонија. Помеѓу југоносталгијата, времето на Тито, и македонскиот патриотизам? Пата. 50-50. 50-50 ке мене, тоа е внатрешна борба, нели вечно. Меѓутоа не може да се откаже човек од носталгија. Ако се откажеш од носталгијата, се откажеш од себе. Како живееме во времево? Со распони од идоли до распад на идеали? Многу добро кажано, горе тоа ти го украдам. Живееме несреќно. Поготово младиве генерации. Ние некако си викаме ај последниот воз што го фативме, окей, ќе си доживееме. Меѓутоа мене ми е жал за стварно за младиве генерации. Не се среќни, немаат идеали, немаат херои, немаат рол модели. Ние ги уништивме сите. И всушност и Сирма е еден обид да се вратат многу херои на местото на кое што припаѓаат заслужено. Тоа беше едно истражување сериозно. Нови херои донесовме во македонскава историја. Што ние, знаеш како, имаме еден сериозен проблем кај што тоа е долго, мислам, клише е дека Владко Стефановски надворе повеќе познат или повеќе почитуван, да кажам, него во Македонија, истото беше со Тоше. Меѓутоа во областа кај што јас творам, а тоа е литературата, имаме светски звезди, кои ако излеземе сега на улица, направиме анкета, никој не ги знае. Ни чул за нив. Така да ние се дека на дезигнерица или маца дискреција или не ги знам тие пријовички и така натаму, имаме лудило од настани, а ние реално ги уништуваме, ги потопуваме нашите херои што треба да бидат, нема иднина за оваа држава. Ние може да гледаме во регионот како се грижат државите за своите херои. Ја не викам ја да бидам херој. Меѓутоа, не може, кога ќе се каже скопска легенда, ти на почеток каже, не може да биде скопска легенда некој што стоел на врата на кафичи, кажувал кој да влезе, кој да не влезе. Ние имаме тука изместена комплетно слика на тоа што треба некој да биде легенда и херој. Зошто се изместени вредностите? По времето така, таа транзицијата на што не задеси 30-40 години, значи не постои држава што 40 години у транзиција, ние сме 30-40 години у транзиција. И never ending сторијата. Ние не можеме да излеземе од таа транзиција. Ама се потекне, нели? Тоа треба еден широк, еден фронт, да кажам. Тука се, ако ме влечеш за јазик, би кажал зошто се, например, изгубени сите овие генерации. Кој ќе кажам млади, од моја перспектива, млад човек е секој помлад од 40 години. И тука имаме една генерална слика за сите. Дали е 15 години до 40 за мене е едно. Тие се изгубени генерации. Може вака лошо звучи, меѓутоа тие се млади луѓе кои не читаат. Зошто? Што се последиците од тоа? Прво не читаат затоа што нели со дигитализација, тоа кој сите го викаат, нели сега визуелно тоа е многу поатрактивно од пишаното и така натаму. Меѓутоа
Што се случува? Тие генерации ги губат когнитивните способности за перцепција, за обработка на податок, за носење на одлука. Второ, губат емпатија. Во воведот на претходната книга "Џабе живееш у Скопје" имате неколку пораки како иронија на урбаното. Еве да прочитам неколку. Едиповци што на 40 години спијат во детска, курајбери што сакаат леп без мотика, копилјана што не поштуе постари, арпаджици што не го реновираат театарот комедија, ропаци што се паркираат на места за инвалиди. Толку ли Скопје се испровинционализира? Дали простотилукот го потисна интелектуализмот? Не може да ги обвиниме луѓето од натрешноста комплетно за ова. Зашто и тие што беа урбани скопјани и тие попримија вакви одлики. Значи ова е епидемија, ова е пандемија на селјачизам. Значи не зборам сега за село, него за селјачизам. Големи инфлуенси имаме од север, нели? Голема инфлуенси имаме од запад и реално ништо не прави државата. Ништо, веруете ми гораз дека ништо не се случува за да се поправи таа слика. И тука е некаде клучот. Меѓутоа треба пак ќе кажам широк фронт. Значи општо народен. Што ни недостига? Самодоверба, храброст, иницијативност? Види, од се помалце, од ова што го кажа ти, меѓутоа најмногу недостига да има човек време за себе да се спознае. Никој младиве не се спознаваат, немаат време за себе. Они времето за себе го користат на мобилен, така, идат на кафе у работно време. Значи комплетно све е пореметано. Треба 50 години, може 100, не знам, ова да се поправи овој бак што го имаме ние сериозно во нашава перцепција на општеството, на сите збиднувања, на семејството и така натаму. Значи, меѓутоа, тоа е тоа. Она на што сте особено горд е "Цепај сине", тоа сум всушност 100% јас, велите. Тоа е воедно и најтежок облик на пишување, затоа што со неколку збора треба да го натераш читателот да се подмоча од смење. Ова четиво треба да го има секое семејство во својата библиотека и кога некој е даун, да се консумира како лек. Дали сме заложници или се почесто сме сведоци на депресија, аксиозност, помалку агресија владее. Значи све е точно. Несреќа. Ти си добар дијагностичар, гледам, на македонскиот народ. Едноставно, луѓето не се среќни, веќе. Значи, тоа е основно е. И смеењето е лек. Од кога ги снема К15, ние на што се смееме, кажи ми? Значи, ние немаме. Ние нешто, некој пост, ако се стави вид со Мујо и Хасо, ние немаме. Затоа мојот основен облик на пишување, од Иван Штркот, Торонто Експрес, "Цепај сине" и "Џабе живееш у Скопје", таму доминира хуморот. Значи, јас сум најсреќен кога ќе предизвикам некој да се насмее. Ако ќе се насмее на глас, а тоа се случува во моите книги, значи, како да кажам, целта е постигната. Многу малку треба за среќа, знаеш, да ја осетиш таа позитивна вибрација. Но колку денес на обичниот човек му е до смеење? Чекај, зошто? Па треба да имаш време и за смеење. Не постои човек без проблеми никде у светот. Меѓутоа ти треба да имаш време и за себе, и за смеење, значи комплетно да си направиш еден, нели, тајм менеджмент што се вика, не можеш ти само да трчаш по работи, по другари, по кафани, пак зборам за младиве. Сите се оптоварени нормално дека и со работа, и со вести гледање. Ја, например, вести не гледам веќе добри 2-13 години. И многу сум среќен. Значи, зашто и дневнициве наши се, значи, прво ти ги убиваат сивата мозочна маса, ти инициира некое создавање некои чудни болести по сериозен карактер. Тоа ти гарантирам. Тоа е 100%, зашто таа негативна една аура што ја добиваш ти преку телевизорот, низ тие негативни вести и политички вести цело време. Добро, ја, например, сум живеел у Канада, кај што главна вест е дека Бред Пит нема е веќе патецот на десна страна, него на лева му е. Тоа е breaking news. Сега, како да кажам, треба. Меѓутоа, пак ќе кажем, медиумите се највиновни.
Следите тренинг гостин во емисијата Зоран Спасов Зов. Сите имаат право на свој дијалект, само Скопјани го изгубија својот сленг. Скопјани се селат од метрополата, а оние кои се од надворештоста доаѓаат во центарот. Да. Така е. Тоа е таа миграција, село, град, град, диаспора, и тоа се случува или веќе подолго време. Пак ќе кажам, тука се криви пак институцииве. Зборам Институт за македонски јазик, Институт за литература и така натаму. Прво го уништија скопскиот јазик. Ние имаме само еден филм, 5 збора кажани на скопски. Сега гледам у театар веќе се дозволува скопски да се збори, дури во мојата представа Торонто Експрес, што е во МНТ, Микич збори на скопски. Добро, меѓутоа сепак не смета дека не е богатство да се има повеќе дијалекти? Како не, па ја се борам за тоа да не замре, затоа што првиот весник кога излезе по војната, Нова Македонија не беше на македонски. Беше отпечатан на скопски јазик. И сега сите си ги негуваш дијалекти што постојат во Македонија, ама скопскиот ти е забранет, анатемисан. И тоа е сега, ама не може од ова да се излезе. Ја затоа у секоја моја книга имам бар по еден лик или по нешто дел од книгата кај што се обидувам да го зачувам скопскиот сленг. Како би во една реченица би ја опишале функционалноста на државата? Ако воопшто може да се зборува за функционална држава? За функционална држава, па образование, правен систем, здравство. Значи некој терк, да кажеме, мустрови биле скандинавските држави. Што ни недостига? Па вака сега, моја пријателка беше на размена на педагог, она беше во Шведска да кратко е приказна една помалку од минута и да го учи шведскиот систем на образование. И сега директорка на институтот вика: "Дора, зашо сте дојдени вие? Кај сте од Македонија? А зашо сте дојдени?" Па вика: "За системот." Вика: "Каков систем бе?" Вика: "Дали сте нормални?" Па ние го припишавме југословенскиот систем и потојниот образовниот систем у Шведска. Вие ништо само копи-пейст направите од стариот само. Што сте менјале џабе 30 години, све сте смениле. Оставете си го истиот систем на образование и супер ќе видите. Каско осигурани. Тоа е анегдота, ама е вистина. Имате запишано комшиска перцепција во која Македонија е грчка земја, у која живеат срби. Тие на бугарски јазик учат шиптарска историја, како иронија на судбината или предсказание кон иднината. Сега, во моје дела има стварно такви едни перцепции, зборам сега тарантиновски перцепции. Не е далеко од вистината, ама не е далеко од вистината. Ама, знаеш како, возот нема шофер и ќе излета од шини. Дојува на брзина, тоа е тоа. Имам ја во новата книга една баш таква приказна за оваа тема. Пред разговорот ми споменавте дека вашите деца се заминати во белиот свет. Среќен човек сте? Што е генерално вашите деца се дел од многумината млади кои перспективата ја бараат надвор од државата. Среќен сум зашто живеат во здраво општество, несреќен сум зашто не сум со нив. Значи многу е јасна таа дефиниција. Значи ја и да сакам да се вратам, да се вратам не би им дозволил. Колку и да патам по нив, колку и да ми недостигаат, тоа е вистина. Штом велите дека не би им дозволиле да се вратат во својата татковина, зарем е толку црно во земјава? Така се, секој човек се бори за подобро утре и подобро место под ова небо. Сигурно ќе има подобри места од македонско. Што значи не гледате перспектива? Ба не, види, ја и децата ги имам воспитувани да бидат космополити. Они не се, како ти кажам, на прво место се граѓани на светот, на второ се граѓани на Македонија, на Канада и така натаму. Значи буквално целиот свет да е нивни. Романи, што ве прави несреќен? Нема само вестите, пак ќе се повторам, вестите ме прават несреќен и не грижата за градот и за државата. Значи тоа е. Па ако велите дека повеќе години не следите вести,
Па не, да, тоа, ама гледам другите ме трујат, кога ќе се видиме некаде во кој, они видели вчера на вести она, они се обседнати, они гледаат, имам пријатели што гледаат по 5, 6, 7, 8 вести. Значи сите ги гледаат, рак на крај ќе добиеш. Викам, не можеш ти така, бе. Значи тоа е црни вести, ние немаме вести, тоа треба да се викаат црни вести. Значи немаме убава една добра вест, значи мора да има со закон. Да се донесе собрание закон дека мора да има 3 убави вести. Што мислите зошто на пример културата е на периферијата во медиумскиот простор? Затоа што не е доходов, нема приход од тоа, нема грижа на медиумите за културата. Тоа е на последно место. Да не се повторуваме сега, турски серии, немаме забавна програма, имаме еден хайлайт Преспав, еден хайлайт Зоки Поки. Ние немаме, прво не имаме инвестиции и големите фирми со големи профити не инвестираат во културата. Не инвестираат. Како да кажам, ја мислам да не се повторувам, сите средства од моите книги ги донирам, и што има стварно гиганти у Македонија што може да одвојат. Може да спонзорираат театарска представа, може да спонзорираат добри книги, може да буквално све, ама нема, тоа е tego. Таа вилга у мозокот кај нас е избришана комплетно, нема. Се живели од книга? Не, у Македонија никој не може да живее од книга, а што не би се рекло во соседниве држави. Ние више немаме сајм за книги. Имаме 10 тезги у Борис Трајковски овдека. Мислам, тоа е тажно. Не е више ни греото, тажно е тоа. Зошто се изгуби таа навика да се читаат книги, да се купуваат книги? Ќе влезе тоа помлада генерација, ќе влезе во книжаница и ќе 300 денари не ми се дава, скапо е. А да седне во кафуле, 300 денари. Знаеш како, ние имавме еден успешен обид со театарот, како го вративме. Ние имавме 15 години, немавме театар. Значи, со сила ги носевме. Средношколци, ученици, од колективи, од предпријатија, од фирми, со сила се продаваа карти, се дека не дојде некако. Знаеш како, кога почна да се издигаат и нашите нови актери и атрактивни представи почна да се прават. Затоа што на руски класици прво никој нема ги чита, никој нема да дојде Чехов да го гледа. Да се разбереме. Ние патиме од тоа што во театарот е малце подруго. Меѓутоа во литературата подруго е, ние не пишуваме урбани, приказни и жанрови и хибриди што се достапни и приемчиви за младиот човек. Ние пак сакаме да филозофираме во литературата, пак сакаме 5 души само да може да не разберат. Ја тоа комплетно го исфрлив. Комплетно. Зошто сум ја најпродаван автор со години? Затоа што ја пишувам на начин кај што можат да разберат млади. Ја, например, на сајм на книга кој доаѓа да ми се потпишат средношколци, јас сум најсреќен човек. Че јас сум успеал во мојата мисија. Значи, ти 16 годишно дете да земе да чита за Тито или за било што, или Цепа и сине, например, сега предпоследната книга, тоа за мене е огромен успех. И ние треба да имаме еден широк фронт, државен, да кажеме. Тоа што издавачите не можам да ги обвинам, тие се полуумрени, издавачите. Тие чекаат грант од министерство, грант од некоја држава, амбасада од некоја друга држава, и едноставно книгата не може да излезе од тие рамки на дигитализацијата, зашто младиве сега има друг лайфстайл, они сакаат инстант слика, видео не може да гледаат повеќе од 40 секунди. Тоа е невозможно млад човек да гледа видео подугачко од 1 минута. И така е лимитирано на Инстаграм. Трета работа, они сакаат инстант кеш, инстант секс, значи све инстант кај нив. Сменете лайфстайл. И сега тука што страда? Покрај емпатијата страда и вокабуларот. Значи ние имаме сериозно неписмен народ. Од аспект на изразување. Нашите млади луѓе не може да просто прошира реченица, за нив е максимум што може да го. Може звучам брутално, меѓутоа еден фронт голем, зборам и од државата, меѓутоа посебно од медиумите. Ја медиумите повеќе ги обвинувам него државата. Ќе кажам и зошто. Зашто не постои, како сакаш ти да се чита во Македонија кога во ниедна редакција од мејнстрим медиуми, дали е портал, дали е вестник, дали е телевизија. Нема лектор. Не, тоа баш како, тоа знаеме дека нема новинар од област на културата. Тоа е брука, тоа е не катастрофа, тоа е катаклизма. Да немаш ти културен еден осврт. Зашто? Зашто, види се,
Томи Османли кој ќе добие награда прва работа у странство, а добива секој месец, што се вика. Зошто тоа да не иде у вести? Зошто јас за шахтата у Козле што пукнала гледам 3 минути таму, со најава, па после најава, па 200, па од... Зошто да не се каже една убава вест да има у вести, ќе се смени работа. Поготово од културата. Втора работа е што новинарите, сега тоа е све поврзано. Ова е еден домино ефект. Новинарите се помалку платени него продавачките во маркетите. А зошто е тоа така? Значи сега навлегуваме подлабоко. Тоа е зашто е тоа така? Зашто маркетинг колачот у Македонија е пореметен. Зошто е тоа така? Затоа што маркетинг агенциите 7 до 8 милиони евра даваат на Google и Facebook уместо да ги држат своите медиуми уелти, здрави. Значи, ова е еден сериозен процес. Канада тоа го реши. Канада забрани на Facebook да може да ставиш објава од портал. И не може. Значи, како да кажа, ние и таков фронт треба да имаме. Значи, еден фронт на инфлуенсери, ама зборам инфлуенсери што имаат кредибилитет. Не зборам инфлуенсери што се сликаат селфи на Инстаграм. Благодарам за издвоеното време и гостувањето, ми беше задоволство. Благодарам и тебе, Гораст. Тука е крајот на уште едно издание на ТВ магазинот Трилинг. До видување до идниот петок во исто време. До тогаш читајте на trilling.mk.